Штипско Ново село, родното место на градоначалникот Јорданов, наместо да ја дочека новата иднина како што беше ветено пред локалните избори, стана синоним за импровизација и празни ветувања. Најстарата штипска населба не го добива третманот каков што го заслужува, рекоа на пресот СДСМ. Улицата Кежовица позади нас е првиот пример за неспособноста и импровизацијата на градоначалникот Јорданов во оваа населба. Пред 2 години оваа улица беше рехабилитирана со новиот пристап на Јорданов и беше поплочена со бехатон во вредност од 1,5 милиони денари. Го прашуваме градоначалникот Јорданов до каде е реконструкцијата на бања Кежовица, која имаше рок на реализација до 2022 година. И за крај, до каде е економското јакнење на Штип, преку искористување на културното и историското наследство во Новосело. За разлика од неспособноста на локалната власт, централната власт преку јавното претпријатие за државни патишта вложи 11 милиони денари за асфалтирање на улицата Кеј Димитар Влахов. На прозивката од СДСМ, градоначалникот Јорданов одговори на следниот начин. Добро, јас не знам како не се срамат овие луѓе кои што на дневна основа имаат задача да манипулираат, да измислуваат лаги и невистини. Јас ќе продолжам секојдневно да работам, тие нека продолжат секојдневно да ги манипулираат граѓаните и да нанесуваат штета. На крајот од денот граѓаните ќе ценат и тие ќе носат одлука на избори. Но едно знам дека ако продолжат со ваков начин на работа, оваа гарнитура на Социјалдемократскиот сојуз, со сигурност тврдам дека за кратко време нема да постојат во Штип.